Јас денеска утрина во студиото, благодарам Елизавета, го поканив генерал Стојанче Ангелов, кој што е директор на Центарот за управување со кризи и кој што денеска има една значајна активност која што поодамна ја најавувавме, а тоа е пуштањето во употреба, тоа ќе го направите со амбасадорот на Европската унија, ако не се лажам. Господинот Гир. Така е, со господинот Гир, негдека во 11 часа. Премиерот се разбира, нашиот премиер. Без премиерот нема ништо да побидува во држава. Министрите за внатрешни за одбрана, бидејќи и МВР е составен дел на 112. Па, значи, цела влада ќе имате тамо практично во најважните ресори. Па, можеше да биде цела влада, но во согласно со ковид протоколите бевме принудени да ги повикаме само лицата кои што се инволвирани на некој начин. Сега ќе провериме, ја не знам дали телефонот уште ви работи, бидејќи денеска ќе биде пуштен во употреба, но прво, кога се јавувате од мобилен или од кој било друг број, нема потреба од 0702, само 112. Еве, јас сега ќе свртам на 112, ќе го пуштам на да видиме. 112. Центар за итни случаи. Ве молиме почекајте. Нашите Добар ден, кога дојдовте првиот ден на два повелете, како може да ви помогнам? Добро утро, јас само се јавам да проверам дали бројот функционира. Ако пријавам пожар, вие ли ме таму координирате со противпожарна? Да, ние веднаш ве поврзуваме со пожарна. А ако имам потреба од медицинска помош? Со брза помош. Добро. Овие разговори претпоставам се снимаат. Се разбира. Добро, ви благодарам многу. Пријатно, убав ден. Пријатно, фала. Господин Ангелов, функционира ова, барем за сега, првиот ден, претпоставам нема гужба. На Скопје, МВР ќе работи на цела територија, но одлучивме првите 10 дена, почетна проценка, можеби плюс неколку дена, против пожарните единици, само во Скопје, итната медицинска помош само во Скопје. Се појавија многу проблеми внатре во институциите и неподготвеност. Овој проект на мускули го истуркавме до овде, со силна подршка и на претходниот премиер Зоран Заев и на постоечкиот премиер, на сегашниот премиер, кој што додека беше заменик министер за финансии даваше несебична подршка и ги туркавме сите работи кои што беа поврзани со делот од Министерството за финансии, господинот Ковачевски. Но како и да е, денес тој ќе заживе, се работи за сложен систем кој што ќе треба да се гради во движење, бидејќи моја лична проценка како директор на Центарот за управување со кризи, во чија што организација е овој сектор, нов сектор кој што го формирав по моето доаѓање во ЦУК, треба да се гради во движење. Ако чекавме идеални услови, тешко дека ќе дојдеше до нив. Добро, секогаш е проблемот во Македонија, од секогаш бил координацијата. Предпоставам дека разноразни центри кои што управуваат со овој вид на прашања, можеби тоа и добро самите го прават, ама кога треба да се стават во систем, предпоставам дека наставуваат тесни грла, недоразбирање и така натаму. Да не се работи само за координацијата, кој што сметам дека успешно ја надминавме со поддршка на сите вклучени фактори, се работи за материјално-технички проблеми, човечки потенцијали кои што ги имаат соодветните институции. Верувам дека јавноста знае, иако ова е надвор од мојата област, сега ќе морам да зборувам и на оваа тема. Итната медицинска помош може да прими 4 позиви, повици одеднаш. Петиот човек ќе треба да почека. Доколку не дај Боже имаме 4 итни интервенции. До останатите ќе треба да чекат, а може да се јави некој возрастна господја да праша за одреден совет. Така што ние ќе бидеме еден филтер кој што ќе ги филтрира по виците кон итната медицинска помош, кон противпожарната бригада, како и Министерството за внатрешни работи ќе се прави листа на приоритети. Знаете дека кога се прават приоритети, тоа е субјективна процена на операторот кој што ќе се јави, но тие работат по одредени алгоритми, имат прашалници, предпоставувам. Како ги прочистуваат по виците? Но кога вие во вашиот дом, не дај Боже, би имал итен случај со некој член на семејството, вас нема да ви интересира никаков прашалник, никаков алгоритам и никакво оправдување. Вие ќе чекате најбрзо што е можно, значи за неколку минути да дојде брзата помош. А во тој момент можно е да нема слободна дежурна екипа на брзата помош. Добро, тоа секако дека е можно, ги знаеме тие проблеми и таму но ние во случајот ќе бидеме лошиот гласник. Ќе биде по нас, бидејќи граѓаните ќе сметат дека Ама ако успее проектот ќе бидете добриот гласник. Проектот секако ќе успее. Самиот проект 1-2 е конгломерат од неколку сложени
системи. Значи, хитната медицинска помош е еден сложен систем, децентрализиран, секој здравствен дом или општа болница во зависност од градот си има на посебен начин уредено како ќе дават хитната помош кон граѓаните. Си имат посебни своји директори кои што имат независност, самостојност, иако се во склоп на Министерството за здравство. Од друга страна, во помалите градови имаме вообичаено по една дежурна екипа, која што ако излезе на интервенција, во периодот додека ја пружа потребната медицинска помош на едно лице, не е во состојба да отиде на второ место, ако некој има срцев удар. Добро, ако ја луѓето се немат јавам време да да речеме чекат. од Свети Николе, исто 112. Денес нема да се јавите од Свети Николе, денес само од Скопје. Да рече, ова Не, што ние, го видете, ние ќе ги прифатиме сите повици, но никој нема да биде одбиен со тоа што, како што веќе ви реков, ќе ви треба време одлучивме да го градиме системот во движење. Ниту еден граѓанин кој што има мака, кој што има потреба од било кој итен сервис на државата, нема да биде одбиен и ќе ја добие потребната услуга. Остануваат ли поединечните други пројави на разбира, полиција, прва помош, брза помош и така, тие си Во овој функционираат? момент наша проценка е дека 1 до 2 години тие ќе функционират. Во прва фаза, ако вие звонете во полиција, ќе го добиете полицајецот од другата страна. После известно време, кога системот ќе биде разработен и ставен во целосна функција, граѓанинот може да врти на 112, самиот систем да го префрли кај операторот на 112, но тоа за граѓаните е небитно. Битно е да добијат најбрзо што можат бараната услуга, бидејќи луѓето звонат на 112 само кога имат мака. Или би требало да звонат тогаш кога имат мака, кога некој провалил во домот, кога некој ги нападнал на улица, кога се повредени, кога имат некој Во други земји звонат и кога ќе им се изгуби мачката и кога, да речеме, ќе им прокапе покривот и така натаму, се за се и се што звонат луѓето. И ке нас ке звонат за се и се што и до сега звонеа на нашиот број 195 и ако некоја мачка некаде настрада, државата може да помогне, пожарникарите ќе ја спасат. Ако е качена на бандера. Што е сетот од, што е Барем во протоколот? Скопје имам убава скала. Што е протоколот за прашањата? Како вашиот оператор проценува дали човекот има инфаркт и треба веднаш да го приклучи или тој само констатира кој е проблемот и го Има упатува? прашалник по кој што тој се движи. Важно е кој систем, податоците кои што операторот ги внесува во компјутер, со стискање на едно копче може истовремено да ги прати на неколку места. Како пример најчесто го спомнувам комбинирана сообраќајна несреќа, ако на отворен пат дојде до тешка сообраќајна несреќа, при тоа имаме заглавени луѓе тешко повредени во возило или опасност од пожар. Со пријавување кај нашиот оператор, тој веднаш ја упатува на лице место брзата помош, односно хитната медицинска помош, во истиот момент ја известува и полицијата и противпожарната единица. Вие, граѓанинот кој што има проблем или кој што е во животно загрозувачка ситуација, со еден повик добива и полиција, и брза помош и противпожарна единица, кој што секој ќе го работи свој делот кој Го пробавте системот во оваа пробна фаза, како ви се чини функционирањето? Да, видете, ние имавме вежби, но никогаш вежбата не е еднаква на реалноста. Иако специјалните единици користат едно начело тежок тренинг, лесна војна, овде е тешко да се направи тежок тренинг, бидејќи самиот оператор знае дека лицето кое што се јавува од другата страна е фиктивен повик за фиктивна состојба, дека не е реална состојба. Така, и притисокот е помал, предпоставувам. Ние во првата фаза не очекуваме голем број на повици, затоа што луѓето се уште не го знаат овој број. Навиките ние имаме возрастни луѓе кои што се уште вртат на 9-2 без кец напред. Така останало врежено во меморијата кај некои луѓе. Ние впрочем ретко кога ги користиме тие броеви. Еден просечен граѓанин може никогаш во животот да не заврати на овие броеви или неколку пати. И на прва кога ќе прашате некој на улица, обично ги мешат противпожарна. Знаете кој е бројот за противпожарна, кој е за брза помош? Ја не. Тргнете од 192 вас. го знам како полиција. Додуше вие на сте- мобилниот ги имам броевите, противпожарна Не, го јас имам. ве прашувам дали знаете Ама на не, памет. имате право, не ги Значи, знаем. тоа е вообичаено дека повеќето граѓани ги мешат, особено брзата помош и противпожарната единица. Со воведувањето на 112 тоа ќе биде надминато. Граѓаните треба да го запамтат само овој број 112, кој што од оние работи кои што можев да ги прочитам и да ги дознаме, воведен затоа што порано кога се користеа стариот тип на телефони со бројчаници, фиксните телефони кои што младите не ги памтат, кец и двојката, бидејќи 3 кеца може да дојде до забуна. Затоа и воведен 112 да може брзо да се врти од
фиксен телефон, додека денес сите модерни смартфони имат emergency call, имат итем повик на кој што со Ке може да се стискањето намести тој emergency да и call веднаш ве води на нашите? 112. Да. А на кои јазици ќе одговараат операторите? Македонски, албански и англиски. И англиски. Тоа Со сакам да тоа прашам што во бидејќи секоја смена во зависност, значи пак ќе повторам, ние го градиме системот, имаме еден оператор кој што зборува руски, оператор кој што зборува француски, но веќе е проблем бидејќи за да ги покриеме светските јазици кои што се во употреба, ни требаат многу луѓе. колку луѓе имате дежурни? Колку луѓе персоналот на оператор? Не би можел да ви кажам сега, бидејќи системот е во изградба. Имаме доволно, би рекол и повеќе од доволно. Ние во 112 со тоа што јас наметнав едно ново правило, кога го формирав секторот 112, ги земав најискусните луѓе на сметка на секторот за операција и координација, кој што значително го ослабнав, но сега работим и на негово пополнување. Така направив 2001 која правев специјалната единица Биди тигар, ги земате најдобрите да ги учат најмладите и Ова како борбено искуство ви е ова со ама видите, ова операција. е слично на војна, бидејќи се работи за човечки живот и со тоа што во најлош случај јас можам да имам политичка одговорност и да се повлечам од функцијата или да бидам сменет. Во војна можеш да загинеш, овде не можам да загинам, но како и да е, лицата кои што работат во сектор, со исклучок на првиот раководител, кој што е 5-6 месеци пред пензионирање, кој што целиот работен век го има поминато во Министерството за одбрана и од самото формирање во ЦУК магистар по кризен менеджмент, останатите ќе работат во смени, значи неговиот помошник, раководителите на оделенијата и шефовите на смени ќе се јавуваат на телефон. Тие ќе бидат оние кои што ќе го примат првиот удар, бидејќи оние кои што ги одбрав ја се безмалку без исклучок со завршена војна академија и факултет за одбрана, со долгогодишно армиско искуство и искуство во ЦУК, додека за да го задоволиме начелото на правична застапеност, имаме и албанци кои што работат подолго време во Центарот за управување со кризи. Дел од нив се со, некој има со економски факултет, друг со филолошки, некој има дипломи од фонд, но и академски муабет да се направи на 1-2. значи, И некој во проблем првата за фаза, пак ќе ви кажам, ги ангажиравме најдобрите, се погриживме граѓаните, дали кога граѓанин ќе побара помош, ако зборува македонски, ако му се јави македонец оператор, тој продолжува да зборува со него. Ако зборува на албански, самиот оператор со стискање на копче го префрла без граѓанинот да осети кај колегата кој што зборува албански, албанец или колега кој што зборува албански, не мора да е албанец. Во случај ако некој зборува англиски, ако на смена имаме колтейкер кој што е потенок со англискиот, ќе го префрлат кај некој кој што зборува англиски. Иако ние сме обврзани сите колтейкери да знаат англиски, иако сите тие имат положено тестови, ова е Македонија, тестовите се полагат на различни начини. Некои од нив го говорат на високо ниво англискиот, но кога човек се јавува од мака, ако некому му гори домот, ако Стрес, некој има така скршена нога, ако некој се изгубил на шар планина, и зависи ако е од Германија ви зборува англиски, ако е французин кој што зборува англиски, не е едноставно да се разберат луѓето. Битно е да кажам за гледачите дека со самото примање на повик нашиот оператор ја гледа позицијата на која што се наоѓа повикувачот. Во истиот момент ја гледаме позицијата без разлика дали се јавува од фиксен телефон или од на кој мобилен начин оператор. технички го гледате тоа? А тоа Заради денес не е поврзаноста? некоја- Да, ма јас да некоја речеме служена работа. упорно не дозволам да ја пријам локацијата на мобилниот. Имате начин тоа да го пририпнете и да сепак знаете каде? Секако Добре, дека јас имам го знам исто. тоа, ама еве да го чујам. Ова од вас. ние прв пат ова јас го дознав во 2001 година. Требаше да извршиме напад во едно село. Не викнаа во државна безбедност, односно тогашна ТУБК. Да. И на еден екран ги гледавме како точки каде се движат под услов телефоните да ги носеа конкретните личности кои што требаше да ги нападнеме. Значи ова Македонија го имала пред 21 година. Ми вика еден ваш колега кој што се занимава со тој вид на аналитика, вика нема потреба ние денес како се соберат 500 души на демонстрации, точно знаеме по име презиме кои се, бидејќи сите имаат мобилни во джебота. Тоа е малку хиперболизирање Па на не е малку хиперболизирање, тоа е Оние- безбедностна култура барем која граѓаните ова треба да влада ја нема знаат. потреба да знае кои се Не, на не говорам протест. за оваа Ако не влада се- или не оваа влада. Технички е Ако можно. се насилни протести во кои што е загрозен животот и здравјето на граѓаните, животот и здравјето на полицајците, Но секако дека треба да за се овој број за кој што говорите, тоа не е неважно. Да вие сепак знаете, гледате, да речеме, барем од она што сме гледале по филмови сега, нема да се јавуваат само граѓани, може да се јави дете
кое што од некоја причина може би погрешно притиснала, а може би нешто се случило дома и тоа е на 6, 7, 8 години доволно свесно да сврти број. Екипата на полиција ќе биде пратена да провери за што се работи. Самиот повик со тоа што злоупотребата на бројот е казнива. Добро, тоа се знае, се разбира. Ние ќе се обидеме она што граѓаните го гледат на филмовите да го направиме во Македонија, иако сме свесни дека нема да биде едноставно. Операторот нема да биде обичен телефонист. И тука настана проблем кога јас почна да работам на секторот, бидејќи визијата кај делот хај профил од луѓето кои што учествува беше дека нашите луѓе ќе бидат само телефонски оператори, но вие поставивте многу убаво прашање. Треба и психологија, може да се јави дете совет, кое што зборува неразбирливо, а во страна слушаме пискотници на жена. Возбудено и така. Сопругот или љубовникот или комшијата можеби ја нападнал, ја тепа или се обидува да ја убие или е во тек силување. Врз основа на повикот ние ја гледаме позицијата. Нашиот оператор треба да процени како ќе постапи и доколку има индиции дека се случува кривично дело, треба итно да испрати полиција. Полицијата, морам да кажеме дека најподготвени, најбрзо стига, бидејќи имаме различни видови на единици, оспособени, најдобро опремена и најдобро подготвена. Имат оние тетра систем, значи радиостаници, за неколку минути полицијата може да пристигне секаде, но истовремено колтейкерот, односно нашиот телефонски оператор може да прати брза помош ако слуша пискотници, удари, тресоци, се знае дека најверојатно ќе биде потребна медицинска помош. Ако вратата е затворена од надворешната страна, сакам да кажам, ја испрати противпожарната единица. Операторот има практично моќна проценка, тој донесува одлуки кои што се повисоки од Треба ова да има моќна проценка. Можни се одредени слабости во првата фаза, но верувајте дека ќе направиме добра селекција, затоа и апелирам и сега огласот е во тек. Мислам, огласот е завршен, ние јавно го објавивме, иако обично се кријат огласите во Македонија. Јас и на мојот личен Facebook профил го објавив огласот за прием на оператори во 112. Десетина, 15, 20 Не, ние вкупно ни требат 50 луѓе, од кои што 46 смени, колтейкери, односно луѓе кои што ќе се јават на телефони, четворица од тројца информатичари и еден кој што ќе биде одреден за обука. Со тоа што има доста јавувања, знаете, ова е Македонија, значи на овие позиции треба квалитетни луѓе. Мене, ако ми треба помош, не ме интересира дали од другата страна ќе ми се јави македонец, албанец, садасамовец, вамаровец или неопределен. Мене ми треба стабилен човек кој што ќе ме сослуша и ќе ми пружи помош. Проблемот е во тоа што кога човек се јавува на 112, вообичаено зборам за вистински позиви, луѓето кои што имат сериозна мака, човекот е во афект, може е исплашен, може би крвари, може би се бори за живот, може би се јавува со последните атоми на снага, врти телефон и чека помош, може би не може да зборува, само ќе кркури. Оперативецот треба да донесе одлука. Во случај да не може да се снајде, ние го имаме секторот за операција и координација, кој што е стар сектор во Центарот за управување со кризи и работам сега на негово засилување, каде што исто така не требат луѓе кои што ќе преземат координацијата, доколку треба координацијата да се крене на друго ниво. Бидејќи ако е потребен хеликоптер, ние имавме хеликоптерска акција пред неколку дена, но секој пат кога имаме успешни акции, некако во јавноста поминуваат многу тенко и луѓето не знаат. Па ние за ова една година спасивме десетици луѓе, никој не знае. Не ди Боже, оној кој што го спасувавме, возрастен господин да починеше, ќе знаеја сите, ќе бевме криви, но природата на нашите оператори вршат проценка, а понатаму координацијата презема нашиот сектор за операции и координации, доколку е потребно координација помеѓу различни институции. Доколку е потребна интервенција на МВР, ние го предаваме повикот на МВР, МВР понатаму ја тера работата. Овој пат се ќе биде снимено и може да се утврди дали има пропуст и евентуално дали има нечија одговорност. Стојанче Ангелов, благодарам за ова утринско брифирање за 112. Бројот официјално го пуштате во употреба денеска. Во 11 часот имате голем настан кај што сите ќе присуствуваат. Да не ве држиме многу, тие 9 треба последните штрафови да се заштрафат, таму да се зачисти и така, ќе доаѓаат угледни званици и така. Ви пожелувам добра работа и се надевам дека веќе од утре ќе бидете во полна форма и капацитет целата операција добро да функционира. Се разбира. Ви благодарам за можноста да учествувам во вашата емисија.